Дипломатијата со Никовски. Почитувани, среќна и береката нова година за сите, нека ни донесе добро здравие, а да се надеваме дека таа ќе донесе просперитет за наша Македонија. Нека 2016 биде пресвртница на голготите кои ги трпиме ке 25 години и нека почнат веќе тие се претвараат во напредок и успеси. Изминува 2015 година и добро што е така. Да се отидеше порано, може би за Македонија беше подобро. Се работи за една исклучително лоша година и за државата и за сите нејзини жители. Во прашање е финализација на еден период кој трае веќе скоро 25 години, период кој има јасно зацртана цел од главниот меѓународен фактор бришење на македонците од меѓународната сцена. Со други зборови, затварање на македонското прашање. Паралелно, мораме да бидеме свесни дека се работи на завршување, односно реализација на албанското национално прашање, негово решавање на начин кој ќе овозможи да едните се обединат и живеат во една држава, може би етапно, додека другите, односно македонците, го завршат својот век на меѓународната политичка сцена. Меѓутоа, зборувајќи за тоа, мораме да бидеме свесни дека имаме и ние своја улога во сето тоа, имаме свој придонес во тоа сценарио и не подценувајќи нашата вина, меѓутоа мораме да бидеме свесни дека сме жртва на туги геополитички и геостратегиски интереси. И тоа не се работи на било кој, него на главниот меѓународен фактор Соединените американски држави. Значи, сме зборувале повеќе пати, се да повториме дека по распадот на Југославија, македонската независна држава беше неприфатлива за главните меѓународни фактори, водени од Соединените американски држави и следени слепо од Брисел, односно од НАТО и од Европската унија. И со таа реалност се чуваме секој ден. Некои сметаат дека Грција е таа што не блокира, нели така, на патот кон НАТО и ЕУ, значи во едно целосно македонско етаблирање на светската и меѓународната политичка сцена. Меѓутоа, тоа е само залажување, бидејќи треба човек да биде наивен и да биде воопшто неинформиран и нелогичен, ако сакате, па да смета дека една мала Грција попречува, а Соединените американски држави сака да не примат во НАТО и ЕУ. Доколку Вашингтон навистина искрено сакаше Македонија да биде дел од алијансата, јас ви тврдам и убеден сум во тоа, не само на самитот во Букурешт во 2008 година, туку ако таму веќе имаш некои пречки, некои, да речеме, блокади или вета од страна на Грција, што ги немаше во основата, тој ќе се реализираше после 3 месеци, 6 месеци, па нека биде година дена. Знаете, кога Вашингтон има интерес за нешто и кога Вашингтон сака нешто да наметне, тука нема пречка, тука нема причина која тоа ќе го спречи. Знаете дека влегува во Ирак без решение на Советот за безбедност, знаете дека го бомбардира Белград без решение на Советот за безбедност и тој нивни булдожер во дворешната политика е секојаш ефикасен кога тоа го диктираат нивните интереси. Со други зборови, сосема кратко и јасно може се каже дека Македонија не е членка на НАТО затоа што тоа не се вклопува во американските интереси. Ако беше спротивно, ние веќе одамна ќе бевме дел од алијансата. Меѓутоа, во целото тоа сценарие кој се спроведува, како што реков, од почетокот на 90-тите години, кога независна македонска држава која ќе го афирмира неизбежно македонскиот народ, македонскиот јазик, култура, историја, традиција и слично, за разлика од претходно дека беше дел од федерацијата и на нејзините маргини, кога тоа доаѓаше до израз, беше неприфатлив од главните меѓународни фактори, а воопшто не е релевантно дали лиценцата за тој спор, самото отварање на тој спор околу нашето име, нели така дојде од една Атина или беше исто така тоа покрајното во Вашингтон или во некој друг центар. Се заедно се работи за едно погубно сценарио за нас и ние мораме да бидеме свесни дека се соочуваме со главниот светски фактор од другата страна на барикадата и иако не можеме да го оправдаме, можеме да го разбереме фактот дека нашите врвни раководители се многу
внимателни, избегнуваат било каков начин да го посочат Вашингтон како причина за нашите маки и голготи. И знаете, и власта, нели така, која е најодговорна за настаните во државата и развојот на ситуацијата, има најголема одговорност, нели така, за се што се случува во земјата. Меѓутоа, да не забораваме дека пак нашата опозиција, која треба да биде коректор, критичар на владините политики со една позитивна нота и желба за добробит на земјата и народот, тие пак од друга страна се поврзани со точно нашиот главен противник, Соединените американски држави, нивни вазали станаа во земјата и дозволуваат да преку нив де факто се разрушува оваа земја и се раздебитува македонскиот народ од внатре. Како резултат на тоа, имавме 2015 година, која беше исклучително тешка и неповолна на сите нас, бидејќи опозицијата, место да дава проекти и предлози и програми како да дојде на власт, тие со бомби сака да ја освојат власта, што, мислам, не само што не е демократично, туку бомбите бе резултат на криминални дејствија, кои повторно не беа нивна заслуга, туку ги добија од други странски служби, без оглед дали се снимаше нелегално во земјата и во нашите институции некаде од надвор, или комбинирано, нели така. Значи, имаме една ситуација да нашите вазали ги реализираат свесно и несвесно, што не е ни клучно во дадената ситуација. Тугите интереси се обидуваат да дојдат на власт преку користење на странски фактори, на странски веројатно и финанси, и сето тоа не води во еден неповрат. Сето тоа на крај треба да не се удри во главата на сите нас, да дојде до промена на името на државата и до раздебитување на македонскиот народ. Впрочем, во 2015 година Македонија цело време беше соочена со еден мек обид за државен удар, велам мек бидејќи добар дел од сите тие аргументи и сили кои требаше да го реализираат истиот беа домашни, тие вазали кои претходно ги спомнавме, и тој обид за државен удар продолжува и ќе продолжи следната година. Така да среќни, ако сакате, што оваа година завршува, ние мораме да бидеме исто така реални и соочени со вистината дека почетокот на 2016 година ќе биде драматичен, ќе биде жесток, ќе бидеме соочени со едно чудо разни изненадувања, слични на аферата со фалсификованите лични карти, кога, знаете, една западна велесила започнува еден процес на рушење на некоја влада, тука нема скрупули, тука нема ограничувања и тука се користат сите возможни и невозможни средства. И особено која една попрашена мала и длабоко внатрешно поделена земја, тука дори немаат ни граници и е вистинско чудо што 20 и нешто години се обидуваат да не прекастат и раздебитат и не успеваат. Тоа уште еднаш покажува дека нашиот македонски простум, дека нашиот македонски непокор е неуништив и дека македонците ќе опстанат и ќе опстојуваат и следните 1000 години. Меѓутоа, за да тоа се реализира, мораме самите се загрижиме, бидејќи сите овие настани не тераат на акција, не тераат на борба, на одбрана што е свето наше, името и народот, нели така, и таа борба ќе биде изразена максимално и следната година. Вие знаете дека не очекуваат избори, дали тие ќе бидат или не, прашалникот е огромен, по многу идеи и интереси и, ако сакате, аранжмани и сценарија и менаџирања, тешко дека ќе има избори, бидејќи главната опозиција која сака да дојде на нелегален начин во суштината на власт и која е спремна да го витка арбето за да се така поклони, да ги прифати невозможните и неприфатливи странски уцени, блокади и ултиматуми, до крај ќе игра на таа нечиста, на бербат карта, ќе направи се за да не до изборите, бидејќи расположението на народот е познато и нема никакви шанси што и да направат, што да измислат, што да истресат до ракав да се промени тоа расположение на народот. Народот македонски не може да се манипулира, тој е свесен за тоа што го очекува и мислам дека сите ќе бидеме на испит на изборите, доколку се одржат, се надеваме дека ќе се одржат и на тие избори можеме гласно и јасно да ставиме до знање дека ќе гласаме за Македонија, да гласаме за тие што се спремни да се борат за оваа држава и за овој народ, а да не го дадеме нашиот глас на тие што се спремни да виткаат арбет и да се покоруваат на туги интереси и на туги барања.
Значи, изборите ќе бидат испит за сите нас и не смееме да го промашиме и да го паднеме на тој испит, бидејќи се работи за еднината на секој од нас и на целата држава и на целиот народ. Македонија ќе обстои, Македонија ќе биде просперитетна, али за да се тоа постигне мораме секој да се преиспита и да свати дека мора да го даде својот колку да е мал дел за тоа да се случи. Веќе навлеговме во 2016 година, многу место за оптимизам нема, песимизмот доминира за жал, бидејќи ако појдеме од она што не се случуваше во текот на минатата година, со сите тие набои, лоши, негативни влијанија од странство, наметнување од надвор, игнорирање на институциите на државата и слично, човек не треба да биде многу паметен па да свати дека не е на видикот ништо многу светло. Но еве да се обидеме да прогнозираме, иако прогнозирањето е баш непријатна работа, бидејќи шансите да се промаши, да не се погоди она што ќе дое се огромни. Велам да се обидеме, бидејќи ситуацијата еволуираше на одреден начин во последно време. Чинам, а и уверен сум во тоа, дека меѓународниот фактор максимално се обидуваше да создаде атмосфера во земјата, да изрезили власта и преку бомбите и слични други напори фабриката за фалсификувани лични карти, каде имало и избирачки списоци, каде имало и снимени приватни разговори нелегално. Нели, така, сето тоа создаваше можности да се дезавуира власта и да народот полека, ма сигурно го смени своето мислење. За нивна жалост, за наша среќа, последните анкети покажаа дека големи промени нема. Да повториме, нашиот народ е мудар, знае да оцени и се заедно позитивно реагира на сите тие провокации, велам, кои се во голема мерка фундирани, режирани, исценирани и така натака од странство. И велам, впечатокот е силен дека после сето тоа што се случи, меѓународниот фактор кој зема обврска дека ќе има избори во април оваа година, ќе му биде многу тешко да се откаже од нив. Иако кај нас опозицијата ќе се обиде на секој начин да ги избегне. Во таква ситуација ќе се оди на сценариото Б. Слично како во 2001 година, кога не успеа војната да се руши државата, се прејде на Охридскиот рамковен договор, кој има истата цел, само нели така со други средства, со други механизми. Во овој случај изгледа дека целта ќе биде да се оди на состојба на ситуација кога, иако сегашната владеачка партија ќе победи на изборите, таа победа да биде што помала, значи да се уште до април девалвира максимално нејзиниот углед, нејзината честност, нејзината посветеност на земјата и во такви услови да нејзината победа многу тешко ќе биде да се реализира во една силна и ефикасна влада, со други зборови да што повеќе таа зависи од албанскиот фактор, кој нели така во меѓувреме ќе поставува нереални, необјективни барања, се со цел, ако државата сака да обстои, да има своја влада, да се дават отстапки кои на крајот од краиштата за некој период ќе се покажат као судбоносни и погубни. Во таква ситуација, ако до тоа дојде, ќе биде исто така пораз за оваа држава, меѓутоа, велам, затоа што тоа покажува уште еднаш дека ние сите ќе бидеме на испит, да го повториме тоа, на изборите и да покажеме зрелост и јасност во нашите ставови и однесувања дека веќе не е опрашен ниту една партија, тоа треба да се го постави пред себе секој наш граѓанин, дека ако е опрашена државата, било која партија е ирелевантна. Партијата може да има своја вредност и своја улога само доколку има држава. Ако уништиме државата, сите партии ќе заминат на ѓубришето на историјата. Гледајќи така на станите кои не очекуваат, значи имаме неколку можни сценарија. Прво е да
опозицијата не прифати да оди на избори, да нема избори. Второ, опозицијата да оди на избори, меѓутоа да не ги признае резултатите кои што се случи минатиот пат. Третата можност е ова што пред малку пошироко елабориравме, да одат на избори, бидејќи ќе бидат натерани од меѓународниот фактор, вели потпиша и обврски на 2 јули, потврдени во Пржино подоцна, дека ќе учествуваат на изборите, и ако тоа се случи, нели така, да се оди на релативизација на победата на другата страна, на нивните конкуренти, да се бойкотира, односно да се минимизира нивната победа и да се прави со тешкоти некаква коалициона влада која многу тешко ќе функционира, бидејќи од другата страна ќе имаме барања кои ќе бидат, да кажеме, недолични. И четвртата верзија е да се одложат изборите. Сите тие верзии се погубни за државата. Повторно да споменеме и да нагласиме, сите тие максимализираат нашата одговорност на секој од нас, ако сакаме да државата успее и да го смениме тој, да направиме една промена на тие голготи, на тие порази кои доживуваме веќе 25 години, додека не држат на работ од една длабока провалија, се со цел да се прекаси народ и државата. Значи, одговорноста е наша, на тие избори мораме да покажеме зрелост и одговорност, бидејќи секоја друга опција, отколку одлучна, висока победа на тие што се борат за Македонија, се друго ќе биде равно на катастрофа. И порано беше актуелна темата на широка коалиција. Ова што сега се прави примерно со техничка влада, со технички министри, е само една глупост која ни е наметната од надвор, која само исто така од натре подкопува државата. Меѓутоа, и по минатите избори ќе беше можеби мудро да се оди на една широка коалиција, победничката партија да покаже една зрелост и една визија за иднината на државата, да ги прифати поразените во тие избори, сегашната опозиција, и да се бара еден максимален консензус во однос на клучните прашања врз кои ќе може да функционира таа влада на широка коалиција. А тоа значи дека прво околу проблемот со името, кој се покажува како клучен за напредокот на државата, бидејќи всушност зад него се крие се и опстанокот на народот и опстанокот на државата. Ако се промени името на државата, нема опстанок на македонскиот народ. И тука треба се најде макар минимален заеднички именител, дека ќе се бара решение по тие и тие принципи и дека, што е клучно, Македонија ќе тргне во една офанзива. Ако ние чекаме во пасива како до сега, бидејќи натре немаме договор, од надвор тие си играат своји игри кои се неповолни за нас, ако ние застанеме за една офанзива која треба да се води преку Советот за безбедност на Обединетите нации, да се тамо докаже со одредени меморандуми, документи, дека целата таа, сите тие обиди и медиацијата на ними се покажа неуспешни, дека основните факти дека Македонија представува некаква опасност и идентизам за Грција се покажа како смешни, нема никакви инциденти, и да бараме ревизија на она од 93-та година и враќање нашето име. Второ, мора да се постигне од минимален консензус околу меѓуетничките прашања, зашто сега во таа македонска подемност имаме постојано нови и нови барања на албанскиот фактор во земјата, кои свестини или не, очекарени или заслепени, не согледуваме дека се работи за силен откон федерализација и разбивање на што денеска постои како држава, да се најде што е тоа што може да биде реално во барањата на албанците, а тоа значи дека не може да се поставува прашање унитарниот карактер на земјата и доминантниот македонски јазик, со тоа што употребата на албанскиот јазик ќе биде секаде, кај што е тоа потребно дозволена и така легална, меѓутоа не може да оди на федерализација, бидејќи ако изjednačувањето на јазиците е чиста федерализација. И третиот фактор околу кој треба да се најде минимална согласност, тоа се всушност економските проекти на земјата, поддршка на странските инвестиции и намалување на невработеноста, а може да се дискутира и за социјални прашања. Тоа се тие елементи кои, за жал,
во моментов се незамисливи, нема никаква шанса такво нешто. Меѓутоа да нагласиме дека државата во состојбата во која е доведена, која се клопува во интересите на странците да затвори македонското прашање со бришање на македонците, може единствено и најлесно да се совлада со еден минимален национален и државен консензус кој ќе води во правец на надминување на блокадите со кои сме сочени во НАТО и ЕУ и создавање на услови за просперитет на Македонија. Значи не чекаат тешки моменти, тешки времења кои барат одговорност од сите нас и затоа во периодов кој ни предстои можеме да очекуваме се и логично и нелогично и реално и нереално и објективно, односно регуларно и чисто и измислено и подметнато. Се работи за државата, се работи за народот, се работи за привршување на еден процес кој трае 25 години. Овдека сме го елаборирале тој процес со разни елементи. Сега само да споменеме дека тоа трае од самиот почеток со непризнавање на државата, со нејзино прекрстување, односно оспорување на нејзиното име и наметнување некаква референца, со други разни тешкоти и пречки кои финализира на некој начин со војната во 2001 година и логично следеше и Пржино и слично, се тоа што се случува деноиве. Знаете, кога се анализира било што, кога се гледа било кој податок, како што е нашава криза, например, која трае веќе година и нешто дена, ако тој податок, ако таа криза не се стави во поширок контекст, ништо не може да се разбере. Ако ви каже некој дека, не знам, некоја држава минатата година постигнала пораст на општествениот бруто производ од 3%, тоа не значи ништо. Тоа може да добие своето значење, својата силина, ако се каже дека предходната година, например, ако тоа било за 2015, ако предходната година 2014, тој пораст бил, например, 10%, 3% е малку. Ако предходната година било минус 3%, било, значи, намалување на производот, тогаш 3% е извонен резултат. Таа теорија на релативитетот е присутна секаде и мораме да почнуваме секогаш од неа за да ги сватиме тие пошироки релации и вистински показатели. Затоа статистиката е една изворена наука која покажува, ви дава во еден поширок контекст, ви дава реалната вредност на показателите. Во нашиот случај тоа значи дека ако ја гледаме само минатогодишната и сегашната криза сама од себе, не гледајќи предходно и не очекувајќи, не предпоставувајќи што прада ќе им се случува, ние правиме една катастрофална, една основна пионерска грешка. Затоа ги спомнавме сите тие елементи кои предходно ги имаме како реалност со кои живееме ке 25 години, за да сватиме дека ништо не е случајно, нити во животот, нити во политиката уште помалку, и дека кога се гледа во такав еден поширок контекст, значи тој контекстот е клучен секогаш, мора да се согледаат и може да се согледаат сите елементи кои ви даваат јасни показатели, ако сакате јасни правци за делување во иднината. Во даденава ситуација, Македонија треба да настојува максимално да излезе од оваа криза. Следните избори се шанса која нема да биде така едноставна, да кажеме, така најдиректно, бидејќи има тука јасно, длабоко заинтересирани политички сили во самата земја, кои не навлегуваат во пошироките интереси на секој од нас и на целата заедница, туку почнуваат да завршуваат од себе, а веќе го споменавме да го нагласиме, тука голема улога, исклучително голема улога, ако сакате и клучна и решителна, игра меѓународниот фактор, која е 25 години се обидува да не уништи. Зборот е тежок, меѓутоа кој ќе ставите сите овие елементи кои спомнавме претходно на маса и кој ќе видите све што се случува евеќе 25 години, не можете да дојдете до поинаков заклучок отколку дека една главна светска сила ја држи нашата судбина во своји раце и прави се да го елиминира македонскиот народ. Поинаков заклучок, за жал, не е возможен, бидејќи
фактите и аргументите на маса се толку силни, да и да се обидувате да ги игнорирате, да ги минимизирате, тие сепак го наметнуваат тој заклучок кој е единствено валиден. Таква е нашата судбина, таква е таа реалност, а наше да се избориме да се тоа надмине и да тргнеме во просперитет. Бидејќи не смеме да забораваме дека кој е решен да се бори за своите права, тој успева. Виетнам во 60-те години, ненаоружан и бос, ги победи Соединетите американски држави. Кога зборуваме за можноста за евентуална широка коалиција после априлските избори, која за жал изгледа чиста утопија во дадените услови, таа е можна само во случај доколку се изврши една широка кадровска смена во рамките на опозицијата, бидејќи овие лидери се покажаа дека се недораснати на задачата која имаат, се покажа вазали на странските интереси и се покажа дека немаат скрупули да реализираат некои потесни или партиски интереси. За жал, како што рековме, тоа е тешко изводливо, меѓутоа во целина само така може да се дојде до некоја светлина на крајот од тунелот, која би била во интерес на државата и на сите политички фактори при оние претходни услови кои ги спомнав. И сега само кратко да спомнеме улогата на специјалното јавно обвинителство. Прво да кажеме дека апсолутно треба да се гони секој криминал, било од кај да доаѓа, и сите што го направи треба да договара. Тоа не е спорно, меѓутоа деноиве во јавните медиуми имаше вести дека некои оценки дека јавната обвинителка, односно нејзиното обвинителство, специјално спроведува замисли политики на заев. Тоа е апсолутно погрешно. Тие може да спроведуваат само нека не биде наредби, нека бидат полесно кажано инструкции на природниот фактор, бидејќи тие се нивна измислица и се плашам дека во целата оваа ситуација ќе изиграат улога на политичко јавно специјално јавно обвинителство, а не на објективно кој ќе гони криминалот. Знаете, на времето кога беше Милошевиќ, додека во Хаг, претходно додека 10-12 години бевме целиот Балкан негови заложници, сите чувствувавме еден одиум, една омраза према тој човек, према тој политичар кој ја опропасти не само опропасти Србија покрај другите, а не само целиот Балкан. Меѓутоа, кога тој дојде во Хаг, лично ќе признам дека моите симпатии беа негова страна, бидејќи судот во Хаг беше апсолутно политички и немаше никаква врска со правото и правдата, туку спроведуваше нечии инструкции и за тоа има повеќе докази, готовина и другите кои беа ослободувани и слично, што немаше нито еден албанец тамо меѓу другото, Харадина и беше и го пуштија, а еден од носителите, еден од факторите кој имаше едно чудо криминали, да не спомнуваме жолтата куќа во Албанија, беа албанците. Значи, тие во тие војни, да кажеме во работници за ослободување, има така и своји заслуги, своји политики, меѓутоа имаше и криминал, односно војни злоставства, кои никој не ги ценеше. Велам, мораме да водиме сметка дека тие се на некој начин инструмент на тие странски фактор и дека тука треба да се биде максимално внимателен, бидејќи тоа влијание ќе биде, ќе се проширува и ќе базира на дадени претходни чекори кои беа направени. Ево толку нека биде денеска на главната тема, да спомнеме дека сите треба да купуваме македонски производи, без оглед дали сте членови на партија, дали за некого навивате, дали одите на избори, не одите на избори. Ако не се оди, тоа е грешка, бидејќи секој треба да даде свој придонес за што поскоро ова зима да излезе на правиот пат. Без оглед дали се тропате во градите, велите дека се патриот, купувајте македонски производи. Тоа е интерес вашличен и на секој член од семејството. Парите остануваат тука, ќе бидат тука инвестирани и потрошени, сите ќе имаме ќар. Директна, индиректна, непосредна, посредна, не е важно. Така да односот наш кон тоа прашање е суштински и не смеме да го промашуваме. Политика е кој ќе влезете во било која самопослуга или ќе во било која продавница, политика е што ќе купите. Дали ќе купите нешто што е од Македонија произведено, се разбира со приближен лист квалитет, ако не и подобар од странските производи, а ќе купите нешто странско, кога значи дека ги давате, ги плаќате парите надвор од земјата и тие издегуваат од финансискиот систем, од производниот систем на нашата држава. И за на крај една мудрост, овој пат ќе го цитираме британскиот научник Джордж Илс,
koji žive od 1850 do 1940 godina, koji rekao: "Сомневањето е почеток, а не крај на мудроста." Ова го кажувам во рамките на целата наша денешна емисија, која зборувавме дека се што се случува во земја, секоја вест која ќе прочитате во вестниците, кои многу често се измислени, полуизмислени, исконструирани, наметати од надвор некојаш или од натре, не е важно. Гледајте го контекстот пошироко. Што тоа значи? Зашто тоа се прави? Има ли некоја скривена замисла или онака објективно, незаинтересирано, честно пласирана таа вест? Или некој сака да ве прави недоветни, сака да ве злоупотреби? А во доста Македонија, еве ке 25 години, после целосната независност на државата, ние живееме во услови на тортура, ако сакате, од странство, на тероризам, ако сакате, од странство, на непризнавање, бойкотирање, блокади и уцени и слично. Тоа беше денеска, почитувани, и се слушаме за недела дена. Трговско радио дифузно друштво, Радио Слободна Македонија. Уредник и војтел на емисијата Ристо Никовски. Датум на продукција 7 јануари 2016 година. За дипломатијата со Никовски.